Добро вечер, започнува дневникот во 20 часот. Во него информации од повеќе области. Најпрвим кратка најава за настаните кои го одбележаа денот. Новата клиничка болница во Штип започнува со изградба во октомври годинава. Се работи за современа болница со капацитет на работа како во европските клиники. Секторот за внатрешни работи апелира до сите граѓани пред да ги напуштат своите домови да ги преземат сите неопходни мерки за заштита на истите од кражби. Денеска православните верници го празнуваат денот посветен на Света Параскева, празник кај народот познат и како Света Петка. Премиерот Никола Груевски при посета на Охридскиот регион на новинарско прашање за изборот на специјален јавен обвинител одговори дека доколку постои волја кај другата страна, тогаш специјалниот обвинител ќе биде избран до 15 септември, како што е договорено во Прежино. При посетата на технолошко-индустриската развојна зона Охрид-Струга, премиерот Никола Груевски покрај другото на новинарско прашање изјави дека до 15 септември треба да се избере специјален јавен обвинител. Мислам дека ако и другата страна е конструктивна, како што сме ние конструктивни во овој процес, и ако се има добра волја и од другата страна, дека ќе се завршат работите на време. Специјалниот обвинител треба да биде избран со консензус на 4 партии подписнички на договорот од 2 јуни, а ќе работи на расчистување на сомнежите кои произлегува од преслушуваните разговори кои ги обелодени лидерот на опозицијата Зоран Заев и случајот Пуч. Според договорот, специјалниот јавен обвинител ќе има целосна автономија во својата работа. Воедно премиерот Никола Груевски истакна дека црвените линии секогаш се со уставот и законите како и волјата на граѓаните. Директорот на клиничката болница Штип денес на пресконференција ги појасни бенефитите од новата клиника, чија изградба треба да започне во месец октомври оваа година. Изградбата на новата клиничка болница во Штип стартува во октомври. Проектот кој што го објави Министерството за здравство може да се види дека се работи за навистина современа и модерна болница, но покрај надворешниот изглед, најважно пред се е тоа што оваа клиника ќе нуди висок капацитет на услуги за болните лица. Директорот на клиничката болница во Штип на пресконференција ги објасни можностите и предностите за новата болница. Новата болница ќе понуди и можности како што се неврохируршкото оделение со поголем број и капацитет, значи и на персонал и можност на оператива. Отварање на ново оделение, онколошкото оделение со радиотерапија, каде што ќе може да ги задржиме пациентите кои што се за жал најзагрозени критични, пациентите значи со карциноми, каде што во исто време, освен диагностика, ќе може да ја примат и соодветната цитостатска и зрачна терапија. Други предности што се однесуваат на медицинската опрема и тоа што ќе има и сопствен резервоар за вода, како и сопствен агрегат во случај на прекин на електрична енергија. Болницата ќе има, освен што ќе биде од најмодерен вид, значи што се однесува до медицинска опрема, ќе има и можности за еколошко филтрирање на водата, кое што новата филтер станица во рамките на самата болница ќе овозможи отпадните води кои што се од некои критични оделенија, како што е посебно лабораторија, да биде соодветно профилтрирана пред да биде пуштена во водоводниот систем и во отпадните води. Воедно ќе имаме заштеда на енергијата што се однесува до топлинската во зимските периоди со соодветните материјали кои што ќе бидат употребени во самата изградба. Особено важно за пациентите е тоа што нема да бидат долго задржувани на листата на чекање. Од првиот до последниот човек во самиот персонал организацијски поставено да може да функционираат во перфектен смисол, односно да речеме централизација на хируршкиот дел на оперативните сали заедно со анестезиолошкиот дел ќе овозможи брза интервенција на оперативата. Централизација на амбулантите на едно место на сите амбуланти ќе овозможи задржување на стерилноста на условите тука, а воедно и
центарот и пристапот до тие амбуланти е направен на таков начин да може протокот на пациенти да биде без задршка или да имаме проблематики што се однесува до наплатните центри, што се однесува до приемното оделение, што се однесува до повикување на доктори, затоа што се планира во иднина и воспоставување на ургентно оделение за ургентна медицина. Капацитетот на болнички кревети во новиот објект ќе биде околу 400. Директорот на болницата најави и вработување на нов кадар со кој ќе се зголеми нивото на услуга на пациентите. Друга важна информација е тоа што за време на изградбата на новиот објект нема да има застој во работата, бидејќи уште сега веќе е испланирано пациентите да бидат соодветно згрижени во други простории. Гости од Бразил, Шведска, САД, како и балканските земји присуствуваа на еднодневниот фолклорен семинар во Дилчево. Настан кој што го организираше Ромскиот информативен центар од Дилчево во соработка со културно-уметничкото друштво Гоце Делчев. Фолклорот е главниот виновник што деновиве во Делчево барем на еден ден се собра светот во мало. Гости од Бразил, Шведска, Соединетите Американски држави, како и балканските земји присуствуваа на еднодневниот семинар кој што имаше за цел запознавање со фолклорното богатство од пијанец, како и туристичките потенцијали кои што ги нуди општината Делчево. Настан кој што го организираше Ромскиот информативен центар од Делчево во соработка со културно-уметничкото друштво Гоце Делчев. Денес во посета се семинаристите кои ја сакаат Македонија, сакаат да научат традицијата во Македонија, го сакаат македонскиот фолклор и акцент овој пат тие посакаат да учат и ромски фолклор, ромски обичаи. Ваквиот вид на меѓукултурна размена се реализира веќе 7 година, додека ова е прв пат да се организира на тлото на Источна Македонија. Седми пат организуваме овој семинар на Балкану. Овој семинар се организира по 7 пат, за втор пат во Македонија, но за прв пат во источниот дел од оваа држава. Од една страна целта е да се научат игрите, но од друга страна да се запознае земјата, начинот на живот на луѓето кои што живеат овде. Начин живота. Како дел од туристичката промоција на градот, гостите имаа прилика да го посетат манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија, беа воодушевени од она што го видоа и најавија повторна средба и наредната година. It is my first time here in Macedonia and Belchova, although Прв пат сум во Македонија и Делчево, инаку живеам во Истанбул и среќна сум и задоволна што бев овде. Научивме ора, ромски чочек и македонски фолклорни танци. Најдов многу сличности, но и различности со оние кои што се играат кај нас. Сепак за целото време беше огромно задоволство што присуствував овде и ќе дојдам и наредната година. Инаку овој фолклорен караван не застанува тук, продолжува со реализација на своите активности, а следната станица е Ниш, Република Србија. Во шпицот на сезоната на летните одмори, додека граѓаните одмараат, крадците оперираат. Секторот за внатрешни работи апелира до сите граѓани, пред да ги напуштат своите домови, да ги превземат сите неопходни мерки за заштита на истите од кражби, да не оставаат предмети кои ќе го привлекуваат вниманието на арамиите и да не се издаваат преку социјалните мрежи. Летото е период каде големиот број на граѓани заминуваат на годишен одмор. А тогаш време е за кратците да оперираат и провалуваат во куќи, деловни простори и станови. Секторот за внатрешни работи апелира до сите граѓани, пред да ги напуштат своите домови, да ги преземат сите неопходни мерки за заштита на истите од кражби. Секторот за внатрешни работи Штип апелира до сите граѓани, пред да ги напуштат своите домови, да ги преземат сите неопходни мерки за заштита на истите од кражби, односно да ги заклучат влезните врати, вратите од терасите, балконите, гаражите и подрумите, да ги затворат сите прозорци, сите вредни предмети да ги внесат и заклучат во соодветна просторија. Исто така апелираат да не оставаат предмети кои ќе го привлекуваат вниманието на арамиите и да не се издаваат преку социјалните мрежи. Кратците ги следат и поштенските сандачиња во стамбените згради. Онаму каде што не е подигната поштата подолго време, открива дека домакините се на одмор.
Здруженијето на мултиетничко општество за човекови права од Штип и понатаму продолжува со своите активности за подобрување на состојбата на ромското малцинство. Овој пат во преден план се ставени ромските деца кои треба да бидат вклучени во воспитно-образовниот процес и да се едуцираат. Здруженијето на мултиетничко општество за човекови права од Штип е дел од иницијативата Барвалипе, која се спроведува во повеќе земји, а вклучена е и нашата држава. Оваа регионална иницијатива ги опфаќа младинските ромски организации од државата во однос на правење одредени промени кај ромското малцинство за подобрување на нивната состојба. Децата на улица, каде што преку различни активности ќе се потрудиме да овие дечиња кои што ни се на улица, најпрво значи да ги мапираме во однос на точниот број да биде утврден, да оствариме соработка со одредени институции кои што се надлежни во однос на ова прашање и со нивна заемна соработка, односно партнерство, да можеме за овие дечиња, доколку немаат одредена документација, истата да се обезбеди. При реализацијата на овој проект неизбежна е соработката со училиштата, бидејќи децата на улица го имаат напуштено воспитно-образовниот процес и главна цел на оваа иницијатива е да бидат вклучени во образованието, затоа што нивното место е во училишните клупи, а не на улица, додава Адемов. Ги утврдивме плановите во однос на почнувањето на спроведување на овие иницијативи, каде што нашата организација веќе ги подготвува активностите за да започне со оваа иницијатива, бидејќи сега ги имаме подготвителните активности, па се надевам дека во скора иднина. Оваа иницијатива опфаќа повеќе градови во Република Македонија, а проектот го спроведува Младинскиот центар за роми од Куманово. И Кучани почна да ги мотивира старите ергени и моми да стапат во брак. Општина Кучани на оние парови од кои барем едниот партнер има над 40 години, ќе им подари 500 евра доколку склучат брак. Општина Кучани донесе стимулативна мерка која треба да ги охрабри повозрастните ергени и моми да се женат и да создаваат семејство, како основен предуслов за зголемување на наталитетот. Доволно е заинтересираните, од кои барем едниот брачен пар е постар од 40 години, да се пријават во соодветната служба во општината и да ја добијат определената сума од 30.000 денари за поуспешно запливување во брачните води. Иако други услови не се бараат, потенцијалните младенци сепак не пројавуваат посебен интерес да дојдат до невеста или момче или 500 евра. Нема ниту коментари дали сумата е мала или доволна. Па младите избегаа, не се тука. И женските не се марат и машките не се женат од економски причини. Мислите дека еве тие 500 евра ќе ги натераат? Не. Повторно да размислуваат? Не. Не е лоша работа. Белки младите денеска нема многу запослување, не смеат да се женат. Што друго, саваат. Идеја е добра и со градоначалникот собрание, на Ивано собрание, се одлучили да дадат таа понуда. Па не е лошо тоа. Ќе завршат некоја работа, не са малку 500 евра, 30.000. И после ако сакат да работат, натам да си одржават фамилија, да се одимуваат деца, натам, тоа би било добро, 500 евра, 30.000. Добри пари се. Неженетите коментираат дека не е во прашање само венчавањето и почетокот на бракот. Потребна е долгорочна мерка за сигурна екзистенција и исполнување на предизвиците што ги носи семејниот живот. Треба стална екзистенција да си имат. Само тоа. Не само тоа е помош и да може да се вработат. Вработањето е многу слаба кај нас. Дека општината има намера долгорочна да ги помага семејствата оформени на постари години, потврдува мерката според која на секој новороден ќе му следува пакет производи од 2000 денари. Инаку женачката и во современи услови станува скапа работа, а за одредени посредници и главеджи и вносен бизнис со интернационални димензии. За да се најде невеста од Албанија, например, потребни се 1000 до 2000 евра, како за посредниците, така и за родителите на девојката. Но има бракови кои се склучени врз основа на љубов на прв поглед и без додатни издатоци, кои функционираат мощно и хармонично и успешно. Мирче Ефремов, Анче Трифунов, Стојан Марков и Гоце Серафимов, членови на планинарското спортско друштво од Кучани, на најголемиот македонски празник Илинден се искачија и го освоија највисокиот врв Триглав од 2864 метри.
Какво е чувството Илинден да се прослави со успешно искачување на највисокиот врв на Алпите, знаат четворицата планинари Анче Трифунов, Стојан Марков, Гоце Серафимов и Мирче Ефремов, кој на големиот празник се искачија на 2864 метри високиот Триглав. Практично, планинарскиот потфат е изведен на 1 август по 7-часовно искачување кон целта, која е сон на голем број планинари од овој дел на Европа и пошироко. Едно вистинско доживување, една вистинска емоција доживеавме групата од четворица планинари од Планинарското спортско друштво од Согово од Кочани, Стојан Марков, Мирче Ефремов, Гоце Серафимов и јас, Анче Трифунов, на самиот ден на нашиот национален празник Илинден го освоивме највисокиот врв на Јулиските Алпи, Триглав. Триглав е едно посебно доживување. Ние, иако не многу богата планинарска кариера, имаме искачувано повеќе врвови, меѓутоа мислам дека врв од планинарски аспект е искачувањето на Триглав не само поради неговата висина, туку поради убавината, грандиозноста која што има. Посебно задоволство беше, бидејќи беше се погоди празникот на викенд, имаше доста голема посетеност на самиот врв, планинари од цела Европа, од поранешната Југославија, кога ние стапнавме на самиот врв и го развиоривме државното знаме на Република Македонија, предизвикавме на бура од емоции од сите присутни, што нам пак повратно ни направи големо задоволство, така да овој Илинден ќе ни остане длабоко врежан во меморијата на сите нас, членови на оваа експедиција. Попатно планинарите не ја пропуштиле шансата да го посетат атрактивниот дом Кредарица на височина од 2515, кој е омилено место на љубителите на планинските височини. Дел од експедицијата, значи освен по освојувањето на врвот, се сместивме во планинарскиот дом Кредарица, познат во поранешната Југославија, а планинарски дом на најголема надморска височина во овој дел од Европа, на 2511 метри, беше стварно, значи, после напорниот ден искачувањето, едно дружење повеќе од 300 планинари, како што реков, од цела Европа и пошироко, имаше и од Азија планинари, едно дружење, едно разменување на искуства и самото престојување, спиење на таа надморска височина представува голема сатисфакција, големо доживување. Имавме среќа да го искористиме да ни се погоди времето за качување, зашто веднаш по завршување на освојувањето почна да врне дожд, временските услови се влошија и беше оневозможено. Наредниот ден беше затворен врвот, но сепак ние на самиот празник го освоивме, а потоа по дождот се спуштивме до базната станица која што беше на 1300 метри надморска висина. Денеска православните верници го празнуваат денот посветен на Света Параскева. Празник кај народот познат и како Света Петка. Во Штип и Штипско има неколку храмови посветени на оваа светителка. Култот кон Света Петка кај нашиот народ е раширен. Таа се смета за заштитничка од разни несреќи, но и од многу болести. Православните христијани денес го одбележуваат денот посветен на Света Петка Параскева Римјанка, позната меѓу народот како Летна Света Петка. Штипјани овој ден, за кој сметаат дека е голем празник, го одбележаа со посета на храмот Свети Климент Охридски во населбата Сењак, каде се наоѓа параклисот посветен на Света Петка. Голем празник, почитуваме Света Петка, одеме на сите цркви сме биле и тука и многу добро се осеќаме кога дојдеме на црква. Кога се помолете? Кога се помолеме, запалеме си свеќи, дарче си оставеме, погача си донесеме. Тој е денот, слават го сите и така, остана како традиција. Ние македонците, црква оваа е нова, оваа населба, па на нас ни е многу фино. Блиско сме си тука, доваѓаме се, најдеме се со пријателки, и така. Запалевте свеќички? Запалеме свеќички, дарче си донесеме за фамилијата, за сите. И тоа. Панагија не дигаме, ама погача за здраве фамилијарно, за целата фамилија. Си донесеме погача, чатенија попо, дадеме си на пријателки, на другарки, што се видиме. Еве сега и на вас ќе ви дадеме за здравје, за фамилијата, за сите да сме живи и здрави. Цела Македонија да е жива и здрава, да ни дава Господ здравје, среќа и се најдобро да биде за Македонија.
Голем број верници во утринските часови присуствувале на свечената литургија со која чиноначалствувал митрополитот Брегалнички господин Иларион, а се очекува во текот на вечерните часови тој број да се зголемува. Освен во параклисот на Света Петка при храмот Свети Климент Охридски во населба Сењак во Штип, богослужби ќе има и во селата Љуботен, Срчиево и Калузлија, онаму каде се наоѓаат цркви изградени во чест на Света Петка. Според православниот календар, вечерва и во текот на утрешниот ден се слават Свети Климент Охридски и Свети Пантелеимон. Во недела се слави Светиот Пантелеимон, исто така и Свети Климент Охридски. За Свети Климент Охридски не би сакал многу да зборувам, бидејќи тоа го изучуваат децата уште од градинка, че нашиот просветител, учител и многу институции го носат неговото име. И има голем култ насекаде во нашата држава Република Македонија. Дојка за Свети Пантелеимон можеме да кажеме дека тој е заштитник на лекарите и во многу ординации можете и да појдете да видите дека во нивните ординации стои иконата на Свети Пантелеимон, кој бил лечител од секакви болести. Свечена богослужба по повод денот посветен на Свети Пантелеимон за верниците од општините Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево и останатите соседни општини ќе се одржи во верскиот храм Свети Пантелеимон во село Пантелеј, Кочанско. Најмалку 4 лица загинаа, еден се води како исчезнат при налетот на тајфунот со уделор во Тајван. Поради невремето во Тајван денеска останаа затворени поголем број јавни институции и компании, а откажани се и десетици летови од тајванските аеродроми. Регистрирани се и прекини и застои во поморскиот и во железничкиот сообраќај. Со уделор, кој е најсилниот тајфун во реонот на Тихиот океан оваа сезона, предизвика и прекини на електричната енергија за околу 2 милиони стамбени објекти. Джихадистите се закануваат дека ќе го убијат Томислав Салопек, кој го киднапирале на 22 јули, доколку египетските власти не ги исполнат нивните барања, но се согласиле да го продолжат рокот. Судбината на заробениот Хрват Томислав Салопек, кога джихадистите го киднапирале уште на 22 јули, а предвадена се заканија дека ќе го убијат и понатаму е неизвестно. Меѓутоа, иако джихадистите најавија дека ќе го погубат вчера во 17 часот и 30 минути поради преговорите, одлучиле да го продолжат рокот за уште 2 дена. Речиси 300 тони храна вчера се уништени во Русија, откако стапи на сила председателскиот декрет за уништување на нелегално увезените прехранбени производи, на кои точно пред една година е воведено ембарго како одговор на санкциите на Западот кон Русија за украинската криза. Во меѓувреме повеќе од 180.000 граѓани потпишаа петиција за укинување на ембаргото за увоз на храна, со образложение дека ваквата мерка предизвикува покачување на цените, а со тоа уште повеќе ги осиромашува пензионерите и економски послабите семејства. Утре е стартот на новата фудбалска сезона во првата македонска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница во првото коло ќе игра против исклучително тежок противник, а тоа е фудбалскиот клуб Работнички, кои што во моментот играат во плей-оф фазата во квалификациите за Лига Европа. Брегалница пред стартот на новата сезона одигра и 5 контролни надпревари. Шефот на стручниот штаб Владко Костов на денешната пресконференција изјави дека Брегалница првиот надпревар ќе го одигра со моралниот победник од претходната сезона. По мене и во претходната полусезона реков дека за мене Работнички е морален победник во претходната година, бидејќи мислам дека се најкомпактни, најстабилен клуб и тоа го покажуваат со своите настапи во Европа. Она што и јас кој Коста користам приликата нормално да им честитам на нивните резултати, бидејќи тие ги сваќам и како рейтинг поени на македонскиот фудбал, а сите ние партиципираме во тој македонски фудбал и убаво е кога таква екипа, кога некоја наша екипа ќе направи таков резултат, меѓутоа тоа треба да биде уште поголем мотив и за луѓето да дојдат на стадион, да на еден начин и нив ги поздрават и присуствуваат на тој надпревар, сигурно да ги видат и фудбалерите на Брегалница и ние ќе влеземе максимално сериозни, максимално озбилни на тој надпревар и за мене успех ќе биде ако Брегалница остане непоразена. Во моје име и во име на сите фудбалери ние ќе дадеме максимум на овој надпревар, максимално сме спремни. Подготовките ги одработивме на најдобар начин до сега.
за каков противник станува збор, значи играме соработнички. Мислам дека не треба да трошиме зборови, бидејќи тие поминаат 3 предкола од Лигата на Европа, значи се пласира во четвртото коло. Тоа е доста сериозен противник, значи ќе биде тежок натпревар, но сепак јас мислам дека тоа е екипа која што сака да игра фудбал, а нас такви екипи ни одговараат, ќе има доста простор да се надигруваме. За работнички големи честитки до нив. Направија многу голем резултат, ама мислам дека за нас фудбалерите ќе биде голема мотивација против нив да докажеме дека и ние вредеме и дека Бргалница како екипа вреде и е спремна за такви надпревари. Првиот надпревар против Работнички ќе се одигра на градскиот стадион во Штип во понеделник со почеток во 17 часот и 30 минути. Овде е крајот на дневникот, со нови информации се гледаме утре. Пријатна вечер.